Полициски час од 22 часот навечер до 5 часот наутро за Скопје, Куманово, Тетово и Штип, со дел од околните општини во кои има зголемен број на заболени со COVID-19. Ова е предлогот од Комисијата за заразни болести до владата. Неофицијално не се исклучува можноста владата да не даде зелено светло за оваа препорака. Алфа, од своји извори, дознава дека полицискиот час ќе биде целосно укинат на ниво на цела држава. Граѓаните се поделени за тоа дали треба да има повторно рестриктивни мерки. Јас би сакала да се продолжи. Зашто? Затоа што не сме умни, не држиме растојание, не носиме маски. Па не може за оце, јас сум години ше ме фаќал на паника, фобија, страф од затворен простор. Треба да има, моје мислење, од 8 сат, 9 на вечер, значи од 20-21 до 5 сат сабаје. Не треба. Не. Зашто? Не треба. Никаде, секаде се отвори и границите и све, а тука во затвор наставија. Во меѓувреме се множат критиките на лекарите кои предупредуваат дека мерките на власта повеќе биле политички. Микробиологот доктор Никола Пановски за Алфа реагира дека избрзаното лабавување на мерките го зголемиле бројот на ново заболени. Како може да, кога се гледа кај се жариштата, дека тие бројот на случаи расте, место да се локализираат и да се притисне, да се разлабавуваат мерките на целата територија, вклучувајќи ги местата каде што имаше нови случаи. Тогаш јас не можев да најдам и до ден денес никаква оправданост од здравствен или медицински или научен аспект. Имаше некои други аспекти што тоа се направи. И последиците кога не се слуша науката е така, какво што е. Кога науката ќе почне да ја слуша политиката. На Комисијата за заразни болести, освен што се дискутирало за полицискиот час, на маса била и препораката за отварање на границите, но според неофицијални информации, оваа одлука ќе зависи од бројот на заразени со корона, кој како услов е да биде помал од 50 заразени дневно.